Проблемот со Југохром не е нов. Ново е повторното реактивирање на депонијата. Бројни анализи покажуваат дека исторањето кал, која најверојатно содржи и тешки метали во близина на заштитната зона на изворите Рашче, ќе се одрзи на квалитетот на водата која ја пијат половина милион скопјани. Препораките сите депонии да се стават во мирување околу заштитната зона Рашче датираат од 90-тите години на минатиот век, но во пракса гледаме дека тие не се почитуваат дури ни по 30 години. Со оглед дека индустриската депонија представува потенцијална опасност за загадување на површинските и подземните води во регионот и изворот Рашче, итно треба да се превземат мерки за санација и елиминирање на оваа опасност. Во завршниот нацрт извештај што данската фирма Кругер го изработи во рамките на PSHare проектот А3, дадени се повеќе предлози за технички решенија за отстранување на опасноста од загадување од депонијата со финансиски показатели за нивно отстранување и експлоатација. Од јавното предпријатие Водовод и канализација тврда дека водата во Скопје била безбедна, дека секој ден правеле мониторинг. Мониторингот содржи физичко-хемиско и микробиолошко тестирање на примероци вода со основен преглед на дневно ниво, како и контрола на нивото на концентрација на резидуалниот хлор во мрежата. 2 пати во месецот проширена анализа, вклучувајќи и тешки метали и мониторинг на сировата вода од каптажите на извориштето Рашче, како и 2 пати годишно мониторинг за присуство на паразити и пестициди во водата, како и радиолошка анализа на истата. Така е можеби во моментов, но сепак според научните трудови загадувањето со тешки метали би настапило постепено, односно потребни се години за да стигне од депонијата до изворите Рашче. Од тука доколку не се преземаат мерки навреме, опасноста водата од која пијат над половина милион скопјани да се загади со тешки метали останува. Инаку минатата недела по налог на Министерството за екологија започна да се транспортира кал од пречистителната станица на Југохром и да се испушта на старо новата депонија во близина на заштитната зона на изворите Рашче во општина Јегуновце на само 500 метри од првите куќи. Локацијата ја избрало самото министерство кое тврди дека немало ништо спорно во тоа, ниту каква било опасност за околината и изворите. Тука со децении се носеле остатоците од индустриското производство на Југохром, кои меѓу другото содржат хромати на калциум, алуминиум, натриум, но и шестовалентен хром, за кој е докажано дека е канцероген, односно опасен за човекот и животната средина.